На речиси 2000 локации лани крадците сечели во нелегална продажба однеле речиси 17.000 метри кубни дрва ширум државата. Големиот криминал вреден милиони ја испишува можеби најцрната година за македонските шуми. Имаме очигледно намалување на дрвократството. Зборам за конкретни поднесени пријави за познати и непознати сторители на кривично дело, попачење, крадење на шума и така натаму, а ова 26-та бројките кои што ги имам до овој момент, значи при крај сме нели историјот квартал да помине, имаме уште поголемо намалување, што значи во огромна мерка е намалена таа бројка на оние кои што се дрзнуваат да крадат во шумата. Најголем слободен простор овој вид на криминал нашол околу Штип, Струмица, Берово и Западна Македонија. Не е ретка и појавата каде што наши структури кои што работат во шума, би рекол тендераши, прават одредени злоупотреби и би рекол нели или народски кажано крадат. Така да би рекол дека покрај Струмичко-Радовишкиот па и Штипскиот регион на Плачковица, Струмица имавме таква појава една зголемена на Огражден, Беровско знаете дека имаше една приказна таква, Велес исто така, значи генерално секаде во Македонија, вклучително и западот, некаде Кичевско, Струга, имаме нели по зголемена појава на дрвократство. Шумската полиција за една година драстично ја промени состојбата на теренот, а статистиката сега вели дека кражбите се намалени за 4 пати. Контролите се 24 часа на ден, шумите се надгледуваат со дронови, а засилени контроли врши и полицијата. Интензитетот на контроли не само од шумската полиција, туку и од нашите шумочуварски служби во периодов е големена, затоа што имаме период во кој што имаме забрането нели движење во шума за лица кои што немаат извадена соодветна дозвола за тоа и токму поради тоа нашите контроли се зголемени и почести, да кажеме. И не само тоа, значи туку и наблюдувањето на да би рекол терените со дронови и камери е зголемено. Каква е состојбата во овој момент со нелегалната сеча во Малешевијата, Плачковица и реонот помеѓу Берово и Струмица? Морам да бидам искрен дека после неколку поголеми акции кои што ги изведе Министерството за внатрешни работи во соработка со другите институции и кои што нели имаат некои конкретни заклучоци веќе, кои што имаат конкретни пријави, состојбата во регионите во кои што ги поменавте е значително подобрена и окуларно видливо е дека е намалено тоа дрвократство, иако поскоро ќе кажам не дека целосно го нема, го има, меѓутоа не во тој обем во кој што го имаше во минатото. Намалувањето на кражбите значи и помала финансиска штета. Ако лани достигнала 21, во првиот дел од оваа година, таа е намалена и е нешто над 15 милиони денари.